Во оваа прилика ве известувам дека изготвен вториот 6-месечен извештај за работата на обвинителството и изразува својата подготвеност во периодот од 19 до 30 септември извештајот да го презентирам во Собранието на Република Македонија и Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Извештајот е готов како што гледате. Истовремено, сакам да кажам дека целата македонска јавност треба да биде уверена дека специјалното јавно обвинителство ќе продолжи со својата работа, со цел да граѓаните на Република Македонија ја дознаат вистината за тоа кој и на кој начин во периодот од 2008 година до 2015 година извршил кривично дело поврзано и кој произлегува од содржината на незаконското следење на комуникациите. Кој се збогатил на сметка на граѓаните на Република Македонија и тоа богатство да биде вратено во буџетот на Република Македонија и да биде искористено на адекватен начин. И најважно од се, специјалното јавно обвинителство на законски начин да утврди кој вршел прислушкување во Република Македонија во временскиот период од 2008 до 2015 година и со која цел. Со донесување на Законот за специјално јавно обвинителство, снимките од неовластеното прислушкување и содржината на истите добија законска форма, представуваат доказен материјал и како такви станаа дел од правниот систем на Република Македонија. Односно, законот го имплементира светскиот стандард дека јавниот интерес е пред интересот на поединецот, особено пред интересот на оние кои практикуваат власт. Денеска, пред целата јавност, апелирам законодавниот дом да ги донесе поднесените од моја страна измени на Законот за заштита на сведоци, за да може специјалното јавно обвинителство да навлезе во сршта на предметите како што се Мартин Нешковски, Монстру и Сопот. Покрај извештајот на денешната главна пресконференција ќе ви бидат презентирани и два нови кривични предмети, за кои денеска ќе поднесам обвиненија до Кривичниот суд Скопје 1 Скопје, а за кои подетално ќе ве извести јавната обвинителка Фатиме Фетај, а потоа јавната обвинителка Ленче ќе одговори на вашите прашања. Благодарам.